Почитувани граѓани, почитувани медиуми, хајката што ја води ВМРО ДПМНЕ и Мицкоски против изградбата на коридорите 8 и 10Д и против реномираната американска компанија Бехтел е од политички и лукративни причини. Прво, хајката што ја води партија во целосно заложништво на проруската левица е базирана на лаги и невистини. Второ, партијата предводена од Христијан Мицкоски е последната која може да зборува за изградба на автопати, затоа што ВМРО ДПМНЕ е символ на провизии за промашени проекти на штета на државата и на штета на граѓаните. Ниту еден автопат ВМРО ДПМНЕ нема направено. Особено што јавноста знае за огромните штети што ВМРО ДПМНЕ ги создаде со промашениот проект за автопатот Кичево-Охрид. Да подсетиме, владата на ВМРО ДПМНЕ, предводена од носителот на криминалот Никола Груевски, зела кредит од 411 милиони евра за изградба на автопатот Кичево-Охрид и иако кредитот е земен, а парите потрошени, автопатот не беше ниту далеку од направен. Имаше нецелосен и промашен проект, со промашени и нецелосни геомеханички испитувања, проект со лошо проектирани косини, усеци и тунели за кои беше потребно да се репроектираат. Немаше предвидено приклучоци, надвозници, поради стари несоодветен проект кој воопшто не соодветствува со реалната состојба на теренот. Владата предводена од СДСМ ги санираше штетите, спроведе репроектирање, заштеди 95 милиони евра и ја продолжи изградбата која треба да биде завршена до крајот на годината. Сериозни промашувања имаше и на автопатот Миладиновци-Штип, каде насред автопат имаше бандери, а поради слабиот квалитет на подпорните ѕидови, често имаше и одрони. Ете, почитувани, тоа е учинокот на ВМРО ДПМНЕ за автопати кои со години не можат да се довршат. Полни со грешки и намерни пропусти, само за некој да се збогати. Зарем треба сега, со новиот стратешки проект, да се дозволи хаос и по 10 години да се чека за изградба? Не, ние тоа нема да го дозволиме и покрај хајката што се води. Во државата се реализира најголемиот инфраструктурен проект вреден 1,3 милиарди евра од страна на реномирана американска компанија со сосема нов пристап од она што досега сме го гледале. Фаза по фаза, реномирана американска светска компанија ќе го гради автопатот со нов пристап, со кој се обезбедува брзина и ефикасност во изведбата на коридорите. Затоа, почитувани, патиштата ќе бидат готови во рок од 5 години, наместо да се влечат цели децении, како што беше Кичево-Охрид. Ви благодарам.